Рекет 2 е во предистрага, потврдуваат од јавното обвинителство. По прилогот на Алфа во кој стоеше и дека продолжениот празничен викенд не ја ослободува службата на обвинителството задолжена за односи со јавност, која треба да стои постојано на располагање за одговори на новинарски прашања, се сторија достапни. Павелат. Кривичната пријава поднесена од Вера Иванова против директорот на Фондот за здравствено осигурување Ден Дончев, министерот за здравство Венко Филипче, а која беше и проширена против уште едно лице, е распределена кај јавен обвинител. Започната е предистражна постапка. По споделените информации од опозицијската ВМРО ДПМН има докази за криминал во однос на овој случај. Председателот на партијата Христијан Мицкоски со предупредување. Да започне судскиот процес доколку видиме дека навистина не се води транспарентно, не е отчетен, не е искрен, тогаш ќе немаме друга причина, ќе немаме повеќе причини да му даваме шанси и ќе ги објавиме јавно тие документи. Тие документи ги има и јавното обвинителство, бидејќи тоа се, како што кажав, доставени до нас изјави од страна на свиркач, изјави поврзани со луѓето кои што беа фатени со истрагата. За аферата што пукна пред еден месец и го доби називот Рекет 2 се изјаснија и Дончев и Филипч. За директорот обвинувањата биле небулозни, а за министерот смешни. Но и двајцата признаа оти имале средби со шведскиот инвеститор и дека праќале предупредувачки писма до фирмата заинтересирана да инвестира во земјава, ама и до шведскиот амбасадор. Во истите, македонските представници им пишале на швеѓаните дека против фирмата Диамет што сакаат да ја купат се води истрага. Премиерот Зоран Заев, кој на некој начин застана во одбрана на Дончев и на Филипч, рече дека дојавата за истрагата ја добил директно од јавното обвинителство, кое инаку треба да биде независно и да не споделува информации за истраги со никого, бидејќи се тајна. Пред 10 дена пак Филипче во обид да релативизира и да го извади премиерот на прашање на Алфа одговори, оти знаел дека обвинителството истражувало, бидејќи побарало документи од Министерството за здравство. Вера Иванова, претходна собственичка на Диамет, поднесе пријава за злоупотреба на службената положба против Дончев и Филипч. Отие оштетиле и неа, ама и државата, преку обид да спречат влез на странски инвеститор, а со цел да извлечат пари и за себе.